За време на револуционерното ВМРО на почетокот на 20-тиот век, кога требало за каузата ги продавале све и саати и куки, све, можеби он за секој случај акумулира за после за каузата редистрибуција ќе направи за каузата. Да може за каузата уствари уклучен момент да се покаже. Тоа е уствари тоа учи од историското ВМРО, ево. Bad boy, ама тоа се вика завидлизам, брат. Тоа се вика двојни стандарди. Вели Мечка ТВ ти се опнаа за саатот документари за Мицко ќе речат се мачел, работел, ќе си приушти. Така е, брат. Многу се мачел. Мачења еден куп. Еве сега се мачиш и Северна кога кажа. Да, не беше лесно. Само со маки сум се родила, со маки ќе си умрам. Да. Примариус доктор професор Оптимус Прайм господин Христијан Мицкоски го има објавено својот анкетен лист. Опа. Во кој што има ставено една лична собственост на една куќа. Има лична собственост депозит евра, девизна сметка, штеден влог, има кредит. Зашто нема колку? Тоа е. Знаеш дека Момировски имаше ставено куќа 3 денари, кола 1 денар, плац 2 денари. Тоа имаше ставено. А паднаа цените, бе. Изгледа многу падна. Што е интересно? Има еден рачен часовник. Аха. 824.052, тоа се околу Тито човече, 3-14.000. Има втор рачен часовник, тој е 2.384.202 денари. Рачен часовник. Да, едниот е Шафхаузен, поевтиниот, а другиот, се не пишува тука, ама ја ги знам. А другиот е Патек Филип. А си живее овој вториот? Не. Си живее у него? И има лична собственост, уметнички слики, 614, ова поштувам, треба да има. И за саатите го почитувам, свака част. Свака част. Мора да признам, еден саат има Ама болje. чека малце. Нема логика, значи да инвестираш само у часовници, а да немаш друг недвижен имот. Пак, овој саативе Значи се поскапи. тоа е од куќата. недомакински. Саативе се поскапи од куќата, брат. Куќата е не, се извинјавам. 26.897.710.34 дени. Не, ама добро. Ама сега само да имаш една куќа и сат од 3 милиони денари, или колку да е, 2,3, недомакински е. Продади го сатот, купи си станче, нешто за децата. Сега немој ти да даваш бизнис идеи, на YouTube е забрането. Се извинувам YouTube. Извини, Не, значи, ова е просто диверзификација на капиталот. Не, во различни, ама да, ние мораме да имаме, насоки. ај пушти ги овие. И тоа е како пратеник во собранието. Уште не му е апдейтирано. Еве ти ги пушти ги овие двете. Мислам, мора да има точно да го знае времето, колку саат каде. А затоа Сабајле точно дојде у 10. Точно. Да преземе функцијата, после беше точен уштип. До душа малце каснеше таму. Се пожалија колегите, ама за премиере. Не каснел часовникот, каснела колата. Споро возеле. Апсолутно. Не види. Гледам. Ако не го направил вака на саатот, пошто тие автоматици се, може да. Може да Ако, застане. ако спие мирно, а он вика дека цело време спие мирно, значи не мрда и тој успиење се губи тој. Аха, се губи за има резерва. Да, и се губи. Божан вика касни патекот на навивање. Да. Еве сега ќе ги видиме овие како се вика анкетниот лист, многу добро. Мора да му честитам, стварно вакво такви саати ретко кој има. А ја прв пат гледам некој да пријави сат у анкетен лист. Што ги Се пријавува, пријавува? не, пријавувале и други. Луксус е тоа. И сега на пример нова да му опне Апасиев данот на луксус, брат. Не иде. Не иде, брат. Стварно, Стварно да. не иде, На да, волку малце. Не Човек иде. само што има еден саат, Не, два не, сати. не. Саат два. Саат два. Луксус ли е тоа саат два, човече? Да. Патек, на патек, брат. Уметничко дело е тоа, како да ти кажам. Еве, едниот часовник е 824.052 денари. Многу добар е тој, Шопхаузен е, тој црниот. Со кожното немче шо го. А другиот е 2.384.202. Тоа е од прилика 40.000 евра, 42-3.000 евра. Браво. Пропер.
Браво, кој му е купен 2016? Има таму некоја награда за иновација на Клучниот период годината. е купено, во клучниот период. Да, во клучниот период. Има некоја иновација на годината, можеби награда за тоа му е. Се осеќам малку сиромашно, морам да кажам. Ни имаше наведено. Ама богато во духот. Апсолутно. Ослободено и гордо. Ослободено и гордо. Види, има и поскапи сати. Ова е скромно, брат. Да, Скромно, ова е народски, ова е десничарски, ова е домакински. народно, ова е домакински, Домакински, дефинитивно. Баш кога се купува од професорска плата, Мада, брат. знаете, имам чуено дека за време на револуционерното ВМРО на почетокот на 20-тиот век, кога требало за каузата ги продавале све и сати и куки, све, можеби он за секој случај акумулира за после за каузата редистрибуција ќе направи за да каузата. може за каузата уствари у клучен момент да се покаже. Тоа е уствари тоа учи од историското ВМРО, ево. Bad boy, ама тоа се вика завидлизам, брат. Тоа се вика двојни стандарди. Вели Мечка ТВ ти сопнаа за саатот документари за Мицко ќе речат се мачел, работел, ќе си приушти. Така е, брат. Многу се мачел. Мачења, еден куп. Еве сега се мачиш и Северна кога кажа. Да, не беше лесно. Само со маки сум се родила, со маки ќе си умрам. Да. И патекот со мене. И секогаш во клучните моменти најтешките задачи на Ташмаруништа, на сега Северна, значи јас не знам тој човек како. Види се како да ти кажам. Иначе ова од Борбата е долга. види, ова е се од професорска плата. Апсолутно. Ево дека пишува на пример дека земал кредит. Он има еден кредит 406.546 денари. Е сега куќата му Тој е за поправка на сатот му. куќата му е 27 милиони. Реална цена е тоа во влад. Колку е тоа? 27 милиони ти е скоро не, 27 милиони ти е околу 450.000 евра. Не. 27 милиони. 27 милиони. Не 2 милиони и 700. 27 милиони му е куќата. Еве, сега ќе опуштиме на скриншот. Сега ќе опуштиме скриншот. Многу. Сега тука ова е купена, еве го пушти го ова скриншот и еве го кредитот. Скриншот од кредитот. А не, ова е од влогот тоа, добро, ево кредитот. Сега ќе ти го пуштам Филип, ова второ. Да. Сега одека не ми е јасно овдека како е купено ова, веројатно со професорска плата е купено 450.000 евра кеш, бидејќи овдека вели договор за купо-продажба. Да. Тоа е кога не идеш на хургада, кога штедиш. Која е купена 2014? 14, да. Кога не идеш на хургада, туку си штедиш. Бидејќи на пример овдека треба да се провери сега од каде се парите за саативе и за куќата, бидејќи овој кредит не ги покрива ни саатите, не покрива ни куќата. Мислам дека е легитимно да прашаме за нашиот нов премиер од каде се саатите и Мислам дека сега на сите им е јасно зашто не се носи оваа држава закон за потекло на имот. На пример. Апсолутно. И зашто сите од позиција на опозиција зборат за закон за потекло на имот и така натаму и кои ќе дојдат првиот ден на власт, наместо првиот закон тој да го донесат, кој што реално ги решава сите проблеми со криминал и корупција во оваа држава, наместо тој закон носат закон за реорганизација на министерство. Тоа е затоа што за да се спротиставиш на корупцијата и на криминалот стварно треба да прво да имаш силна волја да го направиш тоа, второ и да бидеш спремен да влезеш навистина во клинч со олигархијата, со криминалците, со луѓето кои ја работат тој криминал и корупција, треба навистина да пристапиш храбро во целиот тој процес. Од друга страна, линијата на помал отпор е да владееш со тоа што ќе ги инкорпорираш сите тие елементи на корупцијата и криминалот и всушност во составот на владата, и тоа вчера го коментирав, во овој состав на владата на Мицковски се инкорпорирани елементи од сите претходни влади. И така најлесно се владее. Од времето на Заев му е Таравари, кој му беше најлош министер, тогаш го карактеризира како најлош министер, нели, на Министерството за здравство
било кога во историјата. Ги имаме министрите Мисајловски и Александар Николовски кои се кадри од времето на Груевски, Горан Минчев кој е преблизок човек на Бранко Црвенковски. Имаме бил генерален секретар на СДСМ. Апсолутно во тоа време. Ја имаме Весна Јаневска, ако не грешам, Да. која е од времето на Љупчо Ѓоргиевски, значи тоа е начинот на Изет Меджити кој е 20 години во Дуи, мислам, тој Фатмир Лимани, не, како се беше овој Лимани? Ти е внук, Лимани, да, на ти е Али внук Ахмети. на Али Ахмети. Да, значи тоа е работата. Кога ќе дојдеш на власт имаш две опции, или навистина ќе се спротивставиш на криминалот или и корупцијата, или ќе станеш кум на криминалот и корупцијата, и во оваа ситуација раководството на ВМРО ДПМН се определи на тоа што најдобро го знаат, а тоа е да бидат кумови на криминалот и корупцијата и да го собираат шлагот од криминалот и корупцијата во следните 4 години, колку што им овозможува легалистичката рамка на мандатот. Така да и смешно беше кога нели ВМРО ДПМН можеби една од најголемите точки во кампањата им беше всушност тоа дека Македонија треба да се ослободи од криминал и корупција. Ние понатаму стоиме на тоа дека СДСМ ова што го правеше во овие 7 години беше само продолжување на тоа што претходниот режим на ВМРО ДПМН го правеше, а тоа е испомпување на народни пари преку било какви, преку секакви, тоест коруптивни сделки, коруптивни процеси. Сега ВМРО ДПМН истото ќе го продолжи, корупцијата и криминалот ќе цветаат затоа што така се храни машинеријата. Значи сите од сите претходни режими му се инкорпорирани луѓе во владата. И вие каков резултат очекувате за криминал и корупција? Дали колегите новинари кои што се или тие што сакаат да се нарекуваат новинари, дали ќе ги постават истите прашања неколку кратно сега? Од каде пари за вакви часовници, од каде пари за куќата? Нема да навлагам. Јас, ама кампањата беше таква. Секој да си каже од кај му се ова, ќе провериме, нели таква беше кампањата. Сега оние како се вика новинари кои што сакаат да се нарекуваат, кои што прашуваат за други, од каде парите за ова, од каде парите за она, од каде парите за тоа, дали сега со истиот аршин ќе го прашаат и новиот премиер, од каде парите за тој саат, за тој часовник, за овој часовник, за таа уметничка слика, Да бидеме реални, мечка никој не купува сат од 40.000 евра ако нема у секое време 1.000.000 евра на сметка. Да бидеме реални сега. Затоа што знаеме како функционира светот и ви текнува ли кога го криеше саат од Макрон во емисија кога го тргна од подмаса саатот? И замислете председател на преразвиена економија во еден момент помисли дека можеби невкусно да се појавува со таков саат. Еве нашиот премиер го пријави во анкетен лист еден саат кој во сразмер со нашата економска состојба колку е Македонија сиромашна е така малце треба да се постави под знак прашалник. Ја не мислам за однос на платите кои треба да некој човек да биде успешен и да го мери својот успех, односно да го валоризира својот успех со скапи работи. Не мислам дека е тоа. Мислам дека е луксус, ја никогаш не би земал сат од 40.000 евра. Се искрено ќе кажам, ја како размислувам, има луѓе кои што се влюбени со такви работи, сакаат уметнички дела, така натаму не навлагам од тоа, мислам за мене е право на личен избор. Проблемот е треба да објасниш на јавноста од каде си го стекнал тој имот. Проблемот е кога во јавноста ти си се обидувал да се представиш како еден од сите нас. Абсолютно. Не, ти не си еден од сите нас и тоа не е проблем што не си еден од сите нас. Ама проблем е кога збориш на пример за Зоран Заев дека е милионер и дека не знам како ги заработил парите, од кај му се парите за моторите, за ова зона и сега доаѓаш ти стануваш премиер, 30 дена откриеш анкетниот лист, нели? Гледаш и тој анкетен лист е изамортизиран, тој амортизиран е, да, затоа што нема логика да имаш сат од 40.000 евра да не поседаш друг имот. Поише од 40.000. Поише од 40.000 евра и сега не можам веќе едноставно ми се гади од ова. Мислам дека на секој еден човек кој што е честен и искрен во оваа држава му се гади од вакви работи. Да, ма вие ги спомнавте медиумите и во корелација со оваа состојба, ама овде луѓето едноставно ќе продолжат да се прават луди, новинарите нема да ги поставуваат вистинските прашања кои треба да ги поставуваат и на крајот на криштата
да, без да ставаме етикети, мислам медиумите навистина, посебно мејнстрим медиумите се во спрега со политичките партии, па јас би си дал дури и право да го кажам за улогата на медиумите во политиката. Еден медиум доби вице-премиерско место во владата на Мицковски всушност вчера. Значи, нема да се постават вистинските прашања, затоа што нема кој да ги постави вистинските прашања, затоа што тој дискурс е ставен на маргините, таму каде што пробува да се има некоја слободна дебата и слободен дискурс, ќе видиме како тие што всушност сите тие рационализации кои се случуваат за СДСМ сега ќе се случуваат и за ВМРО ДПМН. Дури мене ми е дегутантно, ВМРО ДПМН имаше и за време на кампањата еден муабет дека треба да ослободиме Македонија од елитите. А вие што сте бе другари? Вие представник на кој слој на општеството сте, ако не сте представници на елитите? На роденденот на партијата им велеше на неговите министри: ви забранувам да се бавите со приватни бизниси. Тоа ми наликуваше слично на она Вучич кој им забрануваше у теретана да идат министри. Небек да не трошеле време за лудно, требале работа за граѓаните. Како без бизнис ти си успел да се стекнеш со имот? Ти, значи, ако си десничар, треба да го валоризираш бизнис. Не е проблем ти било кој човек, макар бил и премиер, ако не е злоупотреба својата позиција, се бави со бизнис во слободно време. Имаш ти... Добро, ние искрено концепираме дека сите функционери треба да им биде забрането вакво водење на бизниси, значи за периодот кога тие се на додека се на функција, функции, можеби е неморално, значи, неетички, зависи. Ние сметаме дека е неправилно. Ние сметаме нашата позиција. Нашата позиција е дека е неправилно. Пред се ти кажувам за неискреноста, нечестноста, буквално лажење и замилување на целата македонска јавност. Ама кога доаѓа од Христијан Мицковски од ВМРО ДПМН, тогаш е малку смешно, затоа што тие се сите вакво од ковод на Јанушот со Лексусот, значи тоа име начинот на кој функционираат со бизниси и со голем капитал, така да не држи вода муабетот која доаѓа од него. Просто и ама на крајот на криштата, значи работата е едноставно лаже, а тоа е тоа, значи лажа ни лицемерие, и иронично е, и секакво е, затоа што всушност на крајот на денот е само една лага и само ќе ги гледаме резултатите од тоа.